Добре дојдовте во Нов Асном. Денеска ексклузивно имаме настан од село Прилепец, Прилепско. Ние сме на скоро 900 метри надморска висина во една благородна акција за пошумување на делот од Македонија кој треба да биде пошумен за да направиме оваа наша мила Македонија поубава. Тука сме со Ѓорги од Спас за Прилеп, еден од организаторите на целиот овој настан, кој ќе ни каже повеќе за идејата и реализацијата на истата. Здраво Ѓорги, како си денес? Здраво Сашо, одлично. Баш ми е драго да се видиме уште еднаш, за убаво да се гледаме. За убаво за вака, наместо за борби и за битки, јас мислам дека подобро е за вакви акции, за некое барем чистење, засадување, пошумување, облагородување, за некоја поблагородна акција. И баш ми е драго дека се ти еден од иницијаторите на оваа благородна акција, да ти се заблагодарам за истата и се надевам дека во иднина ќе исто така ќе имаш организирано многу повеќе вакви успешни акции. Како се роди идејата за пошумување на овој регион? Да ви се заблагодарам и јас за вашето присуствување и гостување денеска. Видете акцијата, како знаеме моментално битката кај Орелоец е во затишје од некакви причини, не знаеме каков се уште исходот би бил, но додека е тивко ете да сработиме нешто благородно, да оставиме за генерациите што доаѓаат по нас. Прилеп и онака спаѓа во најсиромашните предели со шумски фонд, така да направиме нешто, а воедно тука сме, еве го цртот на оваа планина, таа е Дрен планина, или меѓу Прилепчани позната како Селечка, значи овај црт не дели Прилеп со Маријово. Од таа страна на цртот веќе почнува Маријово, како знаете веќе од 4000 и не знам точно која бројка беше пожари оваа година, која што не снајде како држава. Најголемиот пожар беше сепак овде, а околу манастирот што го гледаме, манастирот Свети Никола, село Прилепец, беше најсеверната точка на пожарот, односно тука гореше и слегуваше надолу кај градот. Па решивме да го пошумиме овај дел. Па колку можеме и се надеваме дека ова пошумување ќе биде успешно и ќе се фатат дрвцата, ама овде моментално влада е одлична енергија, имаме доста гости, не се само Прилепчани, им благодарим и на другите гости и така. Да, дојдеме се луѓе од цела Македонија. Да. И како што гледам, енергијата и работливоста е на многу високо ниво. Луѓето се срекни што се овде. Па влада е така енергија. Сето тоа така оди со лесно, со дружба, со малку работа, па после одиме во манастирот. Одлично. На ручек кој ни е организиран за нашите гости. Значи вие го надополнувате тоа што и беше одземено на природата во текот на пожарите. Па онолку колку што можеме, Сашо, нас ни е план ова да стане традиционална акција. Одлично. И беше идејата ако почнала во Прилеп да не биде само Прилепска и не би требало да стане само Прилепска и затоа пробуваме да се екипираме луѓе од повеќе градови, да се дружиме, да се запознаваме, па утре можеби би не викнале Гевгеличани, Струмичани, Кумановчани, Стружани, Дебарчани или било како, кој би не повикал таму да се збираме на дружба и на акција и како веќе кажав да оставиме нешто убаво за оние генерации што идат по нас. Апсолутно. Што е најважно. Јас ти пожелувам успех во идните акции. Секогаш ќе имаш нашата поддршка, Нов Аслом е со тебе и со вас секогаш. Ајде да засадиме дрво и да пожеламе се најубаво на нашата мила Македонија. Да засадиме, иначе ние акцијата ја крстивме не биди трупец, засади дрво. Да. Така да види. Не бидете трупци, засадете и вие дрво. Се надевам што повеќе за нашата убава држава.
Македонија. 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 Да живее Македонија. Да Поздрав. живее Македонија, поздрав. Поздрав од Прилеп, Поздрав од градот на мајтапот. Апсолутно. Затоа и логото е малку. Не бидете трупци. Дојдете да засадиме дрво. Ве поздравувам сите. Денеска од село Прилепец, тука сме во една благородна акција организирано од Сдружение за диабетичари од Прилеп и тука сум со организаторот на истото сдружение и на овој благороден настан. Името? Диме Велески. Диме Велески. Благодарам што покренавте ваква иницијатива, Диме. Ова е една многу благородна иницијатива и се надевам успешно ќе целата ќе се одвива. Кажете повеќе за оваа акција на нашите гледачи. Јас како пензионер вече, како поранеше припадник на МВР, кога заминав пензија, едноставно каква идеја, што да се работи, каква да се работи. Толку ми беше криво да од ден на ден се повеќе ме ништиме шумата, а никако да возобновиме. И сега ми дојде до идеја да почнеме со засадување. Од 2021 година па до денес беа засадени над 12.000 дрва. Браво. И ова денеска веќе ме зголемуваме бројката на од прошлата година. Јас како диабетичар после подолго време се запознав со председател што е на Сдруженијето на диабетичари во Прилеп и од разни разговори добив информација дека ние како диабетичари доста ја загадуваме средината. Со пенкава, со едно со друго. И за да возвратиме на природата, одлучивме уште поинтензивно да почнеме со вакви акции за засадување. Прошлата година имаме акција во село Перевојц. Не се сеќам на бројката, ама беше поголема бројка, за разлика од денеска помала бројка. И одлучивме поради терен помалце да засадиме дрва до некоја следна акција која ќе биде напред. Не се откажуваме, гледаме што повеќе и повеќе да засадиме дрва. И сега со тоа што сакаме да обновиме. Например, денеска е повеќето багрем, сакаме на пчеларите им помогнеме за да собираат багремов мед. Просторот на свинскиот фон да го зголемиме, да му дадеме поголем простор на дивите животни, што се почесто слегува во селата, бидејќи го скративме просторот кај што треба да му надиде. Друго, од ден на ден се повеќе има белодробни заболувања и ова со векови овдека го користат овој простор како воздушна бања. И таа воздушна бања ние мора да е зголемиме после пожарот кој што беше во текот на летото овдека, тој страшен пожар. И мора да се одолжи на природата ние. Апсолутно. Ѓорѓиот Спас на Прилеп ми кажа дека граничниот премиер е Ретот на планинава и од таа страна е Мариово. Да. А вие кажавте дека ова веќе четврта година која... Јас почнав индивидуално, сам првата акција сам организирав. Да, кажи. И после тоа, првата акција тоа беше во село Селце, каде што комплетно беше покриена од сопствени, мои финанси и одекна во целата држава како експлозија, позитивна експлозија, каде што одма почна да се јавува ние да помогнеме и се повеќе и повеќе се вклучуваа луѓе кои што се со добра мисла, едноставно сака да имаат контакт со природата. Апсолутно. И ние сето тоа со пријатели, со здруженија го зголемуваме интензитетот и сега еве имаме планови што повеќе Прилепскиот дел да го
насадиме со одредени дрва, веќе имаме и некои контакти со стручни лица. Веќе ние сме едноставно љубители на природата. Никој од нас не е ни агроном, ни стручњак во земјоделие и некој вика, а колку ќе се фати? Ја волам едно дрво се фати, добро би било. Кога ги повикував деновиве за акцијава, едноставно само му кажав, прошта година, една садница на родно дрво беше 150 денари. Велам, оставите во годината една кутија цигари настрана за сатено дрво. 1000 луѓе с 1000 дрва. И тоа би било нешто добро и, например, овдека сега за излетничко место. Погоре да има, например, садници, пошто планираме и да садиме некои родни дрва. Излегуваме фамилиарно, ајде, ќе скиниме, планираме сгоре и 2 костени кои што ги одгледував дома. И нешто сега што планираме со Ѓорџи да земиме да зафатиме желади за дабови. Јас од селото кај што потекнувам, тоа е овде Прилепско, има еден стар даб кој што е преку 400-500 години, има доста добар желат, нешто собрав, но со Ѓорџи ќе собираме се уште и да го зафатиме тој и да бавата шума исто да ја прошируваме. Одлично. Ѓорги спомна дека и ти спомна дека ова нема да биде единствена акција, на пролет планирате повеќе. Да. Кажи поише за тоа, кои се плановите? Плановите се што повеќе, веќе имаме и контакти со Црнбор, тука шумското, подрачната единица на Шумска, и во соработка со нив од наредната година тие планираат нешто плюс да ни дадат садници и нешто што ќе најдеме, бидејќи во последниве години расадите кај што ги имаја се запуштени, не произведуваат расади. Се од наредна година информацијата дека ќе почнат со производство на расади, така што со нив во соработка да имаме, кога ќе има тие, например, акција, ние да излеземе, кога ќе имаме ние акција, тие да дадат, сега ни помогнаа со нешто алат, али соработката се повеќе поинтензивна и со други здруженија, така да одиме напред. Апсолутно. Одиме напред, заеднички, честитки за целата оваа иницијатива, како што си почнал сам, за да фати пред 4 години, за да фати разгранок кај многу други здруженија, индивидуалци, кои денеска дојдоа сакајќи да помогнат. Благодарам што не следевте од прекрасниот Прилепец. Се надевам и вие ќе поднесете некоја иницијатива за да ја направиме нашата Македонија подобра, подобро место за живење и да ја разубавиме веќе прекрасната Македонија. Поздрав! Поздрав, се најдобро. Тука сме со Наде и Љубица. Кажете, што ве натера да дојдете овдека во оваа благородна акција? Мотиво ни беше да засадиме некое дрво, да ја богатиме природата, да се чувствуваме кога ќе дојдеме, да има сенка, да ја бавиме. И да биде пошумено. Да. За младите, за вас, за да дојде и ние, ако сме здрави живи, ќе идеме ако да чекаме за дрвцата ако се фата. А ние како Сдружение на Орхидеја си бевме планирани за денеска, долу во селото Свети Димитрија има црквиче, ги организирахме жени че одиме да се прошетаме и пешки да си одиме така. И ама ко не поканија, значи да додиме за дрвцава за да пошумуваме и овде така се најдовме да си пошумиме дрвцата. Значи невладина организација Орхидеја сме. Одлично, баш ми драго. Пожелувам се најубаво. Да. Еве со Сдруженијето Орхидеја, кој ја покрен, кој ја прифати иницијативата и дојде за да остави нешто позади себе. И доле прва мераку, и доле прва изгоро. Се надевам дека и вие ќе се обидете да оставите нешто позади нас, за да сите ние имаме една колективна одговорност да се изградиме нашата мила Македонија. Благодарам.